Зборува Скопје, по повод 55 години од Скопскиот земјотрес. Мултимедијален настан во изведба на водечки скопски уметници од новата генерација. Скопје сонува, краткометражен филмски колаж на Дина Дума. Тивка реконструкција на земјотресот, перформанс на Билјана Радиновска. Разговор со смисла, концерт на Мамут и Јашем, настап во живо на Тодор Караколев и затворена импров сесија со музичари од новата скопска сцена. Среда, 25 јули, 20 часот и 30 минути. Графити галерија ГТЦ во пасажот кај автобуската постојка. Зборува Скопје. Не пропуштајте. На голема радост на жителите на Скопје, повторно во музеот на град Скопје од источната страна ќе биде вратена пораката на солидарноста. Пораката ставена 1974 година со која со зборовите на Јосип Броз Тито и се даде на Скопје начин како да се заблагодари на толку големата солидарност која добил светот по катастрофалниот земјотрес 1963 година. Во студиото на Макфакс ја поканивме Фрусина Зафировска, директор на музеот на град Скопје. Вие деновиве сте вистинска звезда. На вистина, дури очекувано или неочекувано, колкав публицитет добие ова враќање на буквите повторно на источната страна од музеот. Дали тие вам ви се чини толку недостигале како дел од една меморија на градот, колективна меморија која можеби ни се закануваше да исчезна бидејќи цели 7 години ги нема? Или мислите дека сепак има еден повторно враќање на идеолошката закана за која сите претпоставуваме дека беше причината со која тие беа странети? Па да, веројатно сите, ако размислуваме логично, ќе заклучиме дека постоела некаква идеолошка причина за нивното враќање, бидејќи кога ќе се сетам не беше тоа само симнување на буквите на музеот, имаше низа такви симнувања или случувања кои што го манифестираат тоа. Еве, за оние кои не знаат, вие долго време работите во музеот, веќе колку години точно може и да ни посочите? 36, значи всушност вие знаете целата историја наназад на самиот музеј како течела настаните, затоа ќе зборуваме подоцна. Но еве конкретно, вие бевте сведок, значи кога 2001 година тие беа отстранети, остана лепакот и како се движеа работите? Дали имавте сега конкретно за ова враќање, вие кога бевте назначена за директор на музеот, рековте дека вие да би сакале да се вратат буквите таму, но не одлучувате вие. Дали се поклопија неколку иницијативи, каква што има и дел од група на граѓани кои беа за враќање на пораката на Јосип Броз Тито, или иницијатива на градот Скопје, организатор на оваа манифестација сега, може малку подетално за тоа, зашто сепак ќе треба некој да понесе одговорноста за тоа што ги немаше и нормално да биде пофален тој што ги врати. Да. Видете, има неколку фази, да речам, во тие букви, ние букви ги викаме, а тоа е практично цел текст кој што се го изговорил или е дел од цитат на текст на Јосип Броз Тито, утредента по земјотресот кога го посетил Скопје. Има доста, да речам, фази. Јас можам да зборувам од моје лично, кога јас се вработив во музеот 81 година, тие веќе долго стоеа тамо и долги години и по тоа исто така стоеа тамо и секој пат предизвикуваа, мислам, не само во моментите, односно во деновите кога ние одбележувавме некоја годишнина од катастрофалниот земјотрес, него и во меѓувреме предизвикува интерес, не само на нашите граѓани. Нашите граѓани имав еден печаток, имавме сите ние тамо, дека тоа го гледаа како нешто домашно, како нешто дел од, како да речем, дел од свое... Нераскидлив дел од Скопје. Тоа е едноставно една од нераскидливи делови на Скопје. Видите, еве, и кога ќе се размисли, таа источна фасада,
целата, значи не само со буквите, со оној лев и десен дел кој што е оставен таков да сведочи за катастрофалниот земјотрес, значи не е реновиран, реконструиран, него е оставен разрушен, и тие букви, односно текст кој што се реферира на она што се случи по земјотресот, огромната солидарност од целиот свет, целата тогашна југословенска заедница и целиот свет и обновата на Скопје, сето тоа беше како еден вид споменик, односно подсетување, меморија за што треба сите да запамтиме. Така, затоа и символично е насловено како солидарноста се враќа дома. Како Скопје град на солидарноста, таков го познававме оние некои други генерации. Веројатно до онаа генерација кога веќе и нема никаков голем контакт, значи со овој дел од градското јадро, ние сега ако можеме да прошириме темата колку беше пренасочен, нели она што подразбираше градско јадро е пренасочено кон други објекти со Скопје 2014, она што се направи нешто сосема поинаку, па дури нели на целата друга страна на градот каде што требаше да се создаде една друга нова меморија. Меѓутоа, ова подразбира историја, сега буквите ќе бидат вратени назад, пораката ќе ја имаме. Како да се заштитиме од ризикот дека некогаш некој повторно му паднало на памет да ги извади? Мислам дека нема заштита од такво нешто. На крајот на криштата, еве, сведоци сме на изминативе 10 години. Како ги заштитивме, ја сега можам како архитект и кустос советник на современа архитектура да зборувам за она што е современо културно наследство наше, а тоа е модерната во Скопје и објектите кои што вредни, највредните што ги имаме, кои што практично и беа дел од обновата на Скопје, некаде до 80-тите години изградени. Повеќето од нив или значаен дел од нив се пресоблечени, не можеме да ги препознаеме и така натаму. Заштита немавме, се зборуваше, имаше зборување, али еве тоа се случи. Истото може да се случи и со буквите, да не се лажеме. Тоа е пак до свеста и идеологијата, до едноставно не до луѓето, не дури и до раководството на музеот. Значи, ако на директор во некое време му се даде наредба да ги симне, тој или треба да си отиде, нели, ако не се сложува со тоа, или ќе мора да го изврши. Така што заштита од тоа нема, меѓутоа да се надеваме дека еве некои случувања, односно повеќето во изминативе години ќе остават и оставиле трага дека ќе имаме меморија што се случува во таквите случаи, што треба да се направи и како евентуално да се заштитиме од такво нешто. Сега има начини, веројатно се поголема гласност и застанување во заштита. Ние, само уште да ви кажам, ние имаме некои планови за некои реновирање на музеот. Музеот е сепак зграда, значи 70-та година бил со поголеми зафати реновиран внатрешниот дел. И во тие некои наши надевања, нормално и со помош и од градот и други извори, сепак го замислуваме овој дел, значи источната фасада и делот од тој отворен двор што се гледа, што ни го оставија со новите промени околу музеот, да го вообличиме на баш да биде, да речам, меморија една на земјотресот и да биде достапен, значи ќе се такви не се идеите, да се отвори кон јужната страна, понатаму и кон јужниот булевар, граѓаните да можат слободно да поминуваат покрај таа фасада, да си седнат, да гледаат, да погледаат нешто на некој екран и така натаму. Така што ако земе таков некој облик како евентуално постојана, така некако, можда еве и тоа би бил некој начин да се заштити во иднината. Добро, сега нели реагираме превентивно, меѓутоа убаво е тоа што ќе се случи во понеделник, значи на 23 кога почнува манифестацијата зборува Скопје. Скопје значи веќе не молчи тука,
Тоа е овие серти од Велко Булајче од кинотеката на Македонија, каде што се направени неколку илустрирања на оваа манифестација. Баш убаво се гледа таа солидарноста која нели и нема што толку многу да се врзува со каква и да е идеологија. Ние практично зборуваме за механизам на делување, затоа и целиот концепт, ако погледнавте програмата, е ќе има многу активности кои ќе бидат врзани, значи со културата, урбаноста, историјата на овој град, на градот кој не смее да молчи. Сепак станува збор за метропола која не може да добие некаков нов облик, иако имавме такви обиди наназад. Значи, сега ќе можеме да им објасните на гледачите новите букви, кој ги изработи, по каков урнек ги работевте, дали ќе бидат налик на овие, значи тие сите ќе бидат готови до понеделник, ние сите ќе можеме да видиме пораката, ќе биде пропратено тоа со уште неколку настани патем, така? Поканите се сите граѓани на Скопје. Во 20 часот чинам, ако може, еве, малку да ни откриете, да не остане до толку голема мистерија. Па не е тоа баш мистерија, значи текстот е истиот, тука нема некои промени. Има промени во поставеноста и фонтот на буквите, кои што го мислам што произлезе од сегашната позадина на која што ќе бидат ставени. Модернизирани се поинако? Да, поинако фонт е. Мислам, може би и тоа е еден вид дизајн и вкус на нас кои што учествуваме во поставување, меѓутоа и велам и голема одигра улога сегашната фасада, која што може лесно да се види дека не е иста како поголемина, како таа што беше до 2010-та. Значи, просторот е намален и буквите во оној облик, во фонтот кој што бил пред тоа и големина, едноставно не ги собираше. Тоа е една работа. И втора работа, растојанието од кое се гледа текстот е сега скратено, заради она што го спомнав. Тоа е објектот кој што се гради околу музеот на град Скопје, што им беше дадено и нас ни е оставен еден внатрешен двор многу помал. Значи, гледавме да кога ќе влезе посетител од крајната точка може да го види целиот текст. Тоа е сепак на висина качено. И така, значи, заради тоа намалување, буквите се променети, посовремени, може би ете повеќе ќе им одговараат на помладите. И се нешто малку помали. Малку помали, инаку обликот, бојата на буквите е пак таа, позадината е од прилика да одговара на самите букви. Ние се надеваме, сега тоа се и вкусови, се надеваме дека тоа сето ќе биде допадливо, односно на крајот на криштата важно е текстот да може да се прочита. Каде сметате во кој правец дека треба да се менаџира музеот на град? Како и да е, мислам, покрај тоа што имаме и музеј на современа, имаме и национална галерија кој што ја третираат современата ликовна уметност и музеот на град Скопје апсолутно го има тоа во својата програма и го работел тоа. Мислам, помладите нема да се сетат, меѓутоа ако се вратат некои архиви, да речам, до некаде 2000-та година музеот беше далеку, ова не е воопшто субјективно, далеку пред останатите и музеи и галерии по својата програма. И на најзначајните македонски ликовни, кога веќе зборуваме за ликовни уметници, и на гостувањата од надвор и наши гостувања надвор од земјата. Меѓутоа, знаете, тоа сепак зависи, за жал, нели, и многу од раководството, односно раководителот и неговото согледување како треба да се музеот менаџира, односно кај треба да се движи. Ние имавме и ликовна активност повеќе надвор, да речам во годините некаде до 2010-та. Меѓутоа, од 2010 година имаше некој став дека музеот не е галерија и дека треба само, да речам, најголемиот дел да биде тоа
наши музејски изложби во секој случај кои што треба да ги има, нели, од сите области. Не знам дали спомнав дека е музеот комплексен. Музеј ги третира и историја, археологија, историја на уметност, етнологија и архитектура. Во меѓувреме ние добивме еден нов музеј, музеот на ВМРО, исто така комплексна музеј, кој како што со години беше кажувано во јавноста дека ги одзема сите странски посетители, ги мигрираше таму. Дали е тоа вистина? Дали имавте бројни странски посетители последниве години? Ние постојано имаме, значи што год да има во музеот, било да е тоа ликовна изложба, сега во моментот имаме прекрасни две ликовни изложби, например. Било да се ликовни изложби, било какви, заради пред се, заради локацијата на музеот, значи строго централно подрачје, ние секој пат сме имале и имаме посетители. Например, во некој во една пригода ми требаше податок, го побарав од нашиот водич кој што уредно си води во Excel број на посетители, и тој за минатата година за 6 месеци ми даде податок дека влегле 5000 и не знам колку посетители, од кои од прилика, како што видов, 70% биле странци. Да. Солидна бројка. Па тоа е солидна бројка, мислам, сепак за, како да речам, и зошто се странци, затоа што нашите луѓе се научени некако да дојдат на отварање на изложба, тогаш се прават големи гужви, посети и така натаму, и потоа ги има, меѓутоа повеќето се туристите кои што влегуваат во градот. Може би враќањето на буквите и пораката на солидарноста дополнително ќе допринеси за тој туристички ефект. Точно, ние и тоа го правиме, меѓу другото заради тоа. Имаме идеја и за реконструкција на внатрешниот простор, кој што со години сметаме дека е веќе и застарен, нефункционален, доволно и така натаму. Имаме поддршка од градот. Ние сме инаку на градот институција, меѓутоа финансирани сме и од Министерството за култура за програмата. Имаме и поддршка од градот и се надеваме дека во скоро време ќе можеме барем оној првиот дел, првично кога, како велат, влезот на музеот и лицето на музеот, дека тоа ќе го реконструираме, дека некои сали ќе подобриме, а континуирано работиме на подобрување, односно на збогатување на програмата во која се подразбира и ликовната програма. Дали сметате дека доволно е афирмирана културата во медиумите кај нас? Дали сме ние зовриена политички средина? Сме, јас разбирам тоа. Дали сме ние фанови на фудбал, спорт и така натаму? И тоа сме, и тоа разбирам. Меѓутоа не разбирам да не може да се најде време да се ние постојано истото го правиме со известувања до медиуми, со покани и со сето тоа, и не е ни пријатно кога и во пишаните медиуми ќе се прочита потполно ист текст во 10 медиуми, например, значи пренесен од едно до. Според мене тоа е стварно многу голема незаинтересираност. Добро, значи може би е потребно да изградиме една поголема културолошка средина и медиумска, како веќе ќе сакате да речете, а има идеална можност за посетителите, нели? 4 дена Скопје навистина ќе го тресат 20 на културни настани со почеток во музеот на град Скопје. Вам ви падна честа таму да се означи во 20 часот во понеделник на 23 јули до 26 јули ќе биде домакин градскиот трговски центар, нели долу така популарно речен кај автобуската постојка, просторот кај графитите, галеријата графити, потоа музеот на современа уметност, младинскиот културен центар, да не ги запоставиме бидејќи не можеме сите да ги поканеме. И КИЦ, сите ќе бидат дел, ќе има многу и театар без никакви помпезни, или како да ги наречам, кичасти форми на кои бевме сведоци долги години. Така реши оваа година да го одбележи градот Скопје овој настан и да се надеваме дека ние, ако сме успеале да изградиме катастрофално разрушен град, ќе успееме некако да изградиме повторно, јас би рекла, катастрофално нарушена културолошка средина. И јас се надевам и Просина ви благодарам што бевте гости во Макфакс. Ви посакувам се најубаво и во некоја прилика еве ние ветуваме дека ќе имаме камера на вашиот настан на гостувањето од Сараево. Благодарам многу за поканата. Благодарам на вас.